Ниту на вториот јавен повик за финансиска помош на нискобуџетни летови владата не го прифати Wizz Air како единствен конкурент да добие државни субвенции. Причина, авиокомпанијата не ги исполнила условите кои важат и за Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле, од каде од јануари Wizz Air требало да лета кон 4 дестинации. Па така граѓаните ако сакаат да летаат од Македонија и натаму ќе плаќаат скапи авионски билети. Авиокомпанијата, што ќе добие финансиска поддршка, има обврска да започне со оперирање на најмалку 4 нови дестинации од аеродромот Свети Апостол Павле, Охрид и тоа. Првите две до 10 јануари 2019 година, а останатите две во рок од 1 година од денот на склучување на договорот, истите да ги обслужува за период за кој се доделува финансиската поддршка. Авиокомпанијата Wizz Air доставила понуда во која што сите 4 дестинации од аеродромот Свети Апостол Павле Охрид планира да ги воведе во август 2019 година. Ова е втор пат власта да ја одбива понудата на Wizz Air, кој во јули беше единствената компанија која се пријави на јавниот повик. Тогаш поништувањето беше поради тоа што на понудата на Wizz Air не биле наведени детали за седиштето на авиокомпанијата. Сугарески вели дека немало никаква тенденција во поништувањето на тендерот и ги отфрли шпекулациите дека бизнисот се местел за авиокомпанијата Air Albania, зашто јавноста веќе извесен период шпекулира. Прв пат го слушам дека се мести овој тендер и одма со индигнација ги отфрлам овие обвинувања, ако се веќе обвинување или некои шпекулации. Стариот договор за субвенционирање на Wizz Air му истече во јуни годинава и цел квартал овој авиопревозник работи во Македонија без субвенции. Владата по итна постапка ќе распише нов јавен повик со исти критериуми. Субвенционираната авиокомпанија има обврска до 10 јануари да воспостави база од најмалку еден авион на еден од македонските аеродроми по 2 нови дестинации како на Скопскиот, така и на Охридскиот аеродром. Дополнително за период од 1 година авиопревозникот е обврзан да воспостави уште 2 нови дестинации од Охридскиот аеродром. Авиопревозникот ќе добие еднократна финансиска поддршка од 40.000 евра за секоја нова дестинација, но и субвенции за секој превезен патник до тие дестинации. Инаку политиката на државни субвенции која ја воведе претходната влада предизвика вистински бум во македонскиот авиосообраќај. Бенефитот го чувствуваа не само граѓаните кои добија привилегија да патуваат ефтино, туку и странските туристи чии број од година во година се зголемуваше.